На денешен ден, 22 март. Во 1599 година роден е фламандскиот сликар Антоан ван Дајк, истакнат представник на фламандската сликарска школа, врз кого силно влијаеше Паул Рубенс, во чија ателје во младост работеше. Потоа замина во Италија па во Франција, а во Лондон дојде во 1632 година и стана дворски сликар на кралот Чарлс I, како и портретист на високото англиско друштво. Неговите религиозни композиции оценети се како вредни, но најмногу се прослави со портретите кои се одликуваат со благоден израст, суптилност и сериозна психолошка анализа. Во 1687 година умре францускиот композитор, виолинист, диригент, пејач, актер, сценограф и танчер од италијанско потекло Жан Батист Лили. Творец на класичната француска опера со балетски и хорски арии и сценски ефекти. Во 1797 година роден е прускиот крал Вилхелм I Фридрих Лудвиг, кој му помагаше на канцеларот Ото фон Бисмарк да ја обедини Германија. На прускиот престол беше од 1861, а од 1871 година стана првиот цар на Германското царство. Во 1832 година во Вајмар умре Јохан Волфганг Гете, германски писател, најмаркантната појава во целокупната германска литература и еден од најзначајните во светската литература. Беше современик и учесник на многу книжевни струења и правци. Светското признание го стекна со драмскиот еп Фауст. Други негови познати дела се Страдањата на малиот Вертер, Егмонт и Херман и Доротеја. Во 1876 година во Врање е роден Бора Станковиќ, српски писател. Делата му се проткаени со симпатии на патриархалниот свет на стара Србија. Беше сликар на страстните судири и на носталгијата по младоста. Неговите познати дела се романот Нечиста крв, драмите Коштана и Ташана, голем број раскази и други дела.